Подобрувањето на сообраќајната инфраструктура во најзагрозените делови од населените места во општина Кочани започна со решавање на неколку улици во населбата Оризари. Со поддршка од Агенцијата за државни патишта деновиве се тампонирани повеќе критични неасфалтирани улици во населбата во должина од околу 1 километар. Жителите кои имаат индивидуални куќи на улиците во населбата Селиште во Оризари не го кријат задоволството што по 30 на години нема да газат по кал. Од 82 година оваа населба постои. 35 години немаме овакво нешто видено. Прв пат. Тражили сме, комунали имаме платено, се легализирано. До ден денеска, ово е прв пат што е човек дојдел тука да ни помогне. Градоначалникот Илиев пак истакнува дека тоа била една од неговите заложби уште во предизборната кампања, со оглед што при посетата на овие локации било констатирано оти навистина има потреба од брза интервенција. Условите се доста тешки, а и времето е кратко, влегуваме во зимски период и затоа се одлучивме да изнајдеме некои не баш соодветни решенија како би помогнале на луѓето во зимскиот период да го поминат во што е можно подобри услови, односно да немат толку големи проблеми со пристапните патишта до своите домови. Како во градот Кочани, така и во населените места во општина Кочани има многу вакви места и затоа ние се одлучивме да тие најгоршливи проблеми кои ги видовме и кои ги приметивме да пробаме да ги отклониме. Еден од таквите проблеми е улицата Кирил и Методи во Кочани, која беше навистина очајна и со крајни напори со помош на локалната самоуправа направивме едно решение, донесовме тампон, ја истампониравме улицата, ја извалиравме така да мислам дека со тоа возможивме да луѓето непречено се движат во текот на зимскиот период каде што има доста и врнежи од дожд, а можеби и снег. Според најавите на општинските служби ќе се тампонираат и улиците Генерал Апостолски и Кеј на револуцијата во населбата Оризари од десната страна на Масалница, каде што градежната механизација го расчистуваше и го подготви теренот за тампонирање. Со работна рака на жителите на Оризари, а со градежни материјали од општината, викендот беше бетонирана и патеката кон гробиштата во Оризари во должина од 60 метри. Исто така, пристапна улица долга 80 метри е бетонирана и кај црквата Свети Атанасий. Градоначалникот Илиев вели дека тампонирањето на улиците не е крајно решение за проблемите на жителите, туку привремено за да се обезбеди подобар пристап. Продолжуваме интензивно, се додека можеме да ги искористиме овие добри временски услови, ќе пробаме се што можеме максимум да направиме и да ги решиме дел од проблемите со кои се соочуваат нашите сограѓани. Сега сме на овој дел од Оризари, во текот на денешниот или во понеделник ќе продолжиме и на другите делови од Оризари, така да очекувам до крајот или до средината на средната недела дека поголем дел од критичните места ќе бидат разрешени. Илиев најави дека вакви градежни активности се планираат во Аневско Мало и на други улици во Оризари, како и на најкритичните улици во градот.